Македонската пианистка Илинка Манова, која живее и работи во Соединетите Американски држави, е добитничка на повеќе награди, а нејзината љубов и страст кон музиката ја преточува во суштинско изучување на оваа уметност. Првите образовни стадиуми ги завршува во Скопје, во класата на професор Валентина Нолчева, за потоа да продолжи да студира во класата на професор Арбо Валдма во Келн и во класата на доктор Соломон Миковски во Манхетен во Њујорк. Добитничка на полна стипендија за нејзините студии со Стефани Браун на Државниот универзитет во Њујорк, каде што се здобива со титула магистар и со уметничка диплома. Во моментов е запишана на докторски студии за музичка уметност под менторство на Анџелина Гаделија на Универзитетот во Конектика. Добитничка е на првата награда на 29-тиот меѓународен надпревар на уметници во Њујорк, пошто следи нејзиниот соло рецитал во Карнеги Хол во 2001 година. Добитничка е на повеќе стипендии, награди и признанија. Како солист и камерен музичар остварила настапи во Париз, Рим, Бон, Келн, Женева, Белград, Љубљана, Скопје, како и повеќе градови низ југоисточна Европа и во Соединетите Американски држави. Игор Пикајзен и Илинка Манова на 5 август за време на Охридско лето ќе имаат свој настап. Во ово издание на Трилинг моја соговорничка ќе биде токму Илинка Манова, која речиси 30 години живее и работи најпрво во Германија, а потоа последните речиси 20 години е во Соединетите Американски држави. Манова подолг период се познаваме, речиси повеќе од 20 на години. Вашата кариера започна најпрво во Скопје, потоа продолжувате во Келнската академија и потоа во Соединетите Американски држави. Што значи за вас да се биде пианист, речиси 4 децении? Благодарам го за прашањето. Своите почетоци сепак за мене, а и се надевам за сите мои колеги и сонародници е најважно од каде почнувате да се едуцирате и кои се првите да кажам лекции кои ги добивате од првата учителка по музика, затоа што таа е најважна да ви го внесе оној дар и онаа љубов која со себе носите целиот живот. Моите почетоци се токму тука, преку улица во музичкото балетско училишниот центар, под раководството на Валентина Нолчева. После моите formative years, кои би ги кажале американците, заминав за Нови Сад прво, 1 година, и потоа ги завршив основните студии во Келн, каде што бе водена под раководството на професорот Арбо Валдма. Ми се отвори голема шанса преку еден италијански надпревар да се запознаам со професор кој работи на Манхетен школата во Њујорк, кој ме покани да студирам кај него со полна стипендија Соломон Миковски, каде што ги завршив и преддипломските и постдипломските студии. И во моментов, после долги години, се решив да го завршам и докторатот. Докторатот го работам овие денови, веќе во последна фаза, на Универзитетот во Конетикат и го пишувам за сестрата на Феликс Менделсон, за Фени Менделсон. Поточно сакам да направам една голема студија дека нејзините композиции, кои се повеќе од 450 композиции, кои пред скоро 20 на години почнале да бидат публикувани, биле во сенка на нејзиниот брат. И тоа е така, една моја завршна, да кажеме, едукативна работа за овој период. За време на настапот на Охридско лето, сега тука отсвиривте дел од Шопен. Меѓутоа, на што преферирате повеќе? Соло, квартет настап? Преферирате да свирите Шуман, Моцарт, Бетовен, Рахманинов? Во последно време имам можност да соработувам со повеќе колеги со кои што и заедно и студирав и работев. Минатава година колаборирав со пианистка, па свиревме музика за 4 раце на едно пијано и на 2 пијана. Свирев со челистка со која што пред неколку месеци настапува во Тајван. Имавме 3 концерти како мини турнеја. Со челистката со која што настапува во Тајван свиревме исклучиво женски композитори. Се посветивме на повеќе промовирање на
композиторки кои не биле слушнати ниту од сегашната публика, па и во минатото. Наша цел како музичари во денешно време е да пробаме да најпрво да ги промовираме и свириме композиторите кои пишуваат во денешницава. Тоа е како една мисија која секој музичар треба да има. Секако се посветуваме и на големите великани, Бетовен, Шопен, Шуман и така натаму, еве Гершвин малку одсвирев. Меѓутоа, сакам да истакнам дека во последно време многу сум среќна што колаборирам со повеќе музичари, односно свирам камерна музика. Соло музиката е многу еден посебен, да кажам, напорен живот за еден музичар, особено и за жена, ако сакате да имате и фамилија и да предавате и да свирите. Камерната музика ми овозможува да бидам во друштво, да не бидам сама. И сега во овој период во мојот живот преферирам да бидам со повеќе луѓе околу мене. И воедно, мојот настап на Охридско лето на 5 август со Игор Пикајзен, со кој се познавам веќе 10 години, ми е една од тие мисии. Со Игор Пикајзен исто така свириме неколку дела на композитори кои се уште живи, кои Арбо Парт, свириме Майкл Файн, кој е американски композитор, и свириме дело од Игор Фролов, кој за жал неодамна почина. Меѓутоа, тоа се композитори кои баш во денешнинава пишувале. Мануа, имав среќа веројатно во исто време да бидеме во Келн кон крајот на 90-тите години. Имав можност да видам како функционира, например, Келнската академија. Покрај тебе во тој период таму беше и Олег Контраденко, Дарко Костовски, Марија Пенева и така натаму. Може ли да направиш една паралела помеѓу европската класична музика или европската филхармонија и она што американците го нудат? Најпрвен, во времето кога ние студиравме, тоа е навистина поодамна, имаше повеќе класични стандарди на студирање, особено и имаше еден, како да кажам, спектар на, независно дали сте во Азија или во Европа или во Америка или на било кој континент. Во денешно време, со овие, да кажеме, глобални мешања на сите, не само во нашата професија, некако тие граници се матни, дури и како да не постојат. Кога ќе каже некој, па што е европска класична музика, што е американска класична музика. Не треба да заборавиме сепак дека Америка е понов континент и американците и американските композитори или американските академии. Сите американски композитори сепак компонираат се уште во европски класичен стил. Меѓутоа, кога ќе прашате некој американец што е класична музика на Америка, тој ќе ви каже джез. Затоа што за американците сепак традициите и американските корени се джезот. Мојата споредба помеѓу академиите и како студирав кога бев помлада во Келн и сега на подоцни години е, пак ќе кажам, глобална. Школите и порано што постоеше, што ќе каже некој, ова е руска школа. Веќе тоа мислам дека не постои. Нема граници и мислам дека дури и американците, бидејќи е поголема земјата, се повеќе, како да кажам, храбри да експериментираат. Дали е тоа со оркестри со модерна музика, дали е тоа со оркестри каде што ќе нарачаат некој да напише млад композитор за нив. Дури понекогаш се случува да европските, дали се тоа квартети или оркестри кои гостуваат во Америка, да побараат да им се промени програмата, да не биде туку класичен репертоарот, да не биде Бетовен пак, кој сме го слушале. Ништо лошо. Секако, минатото никако да се заборави, бидејќи ние сме носители на тоа. Но, пак се навраќам, ние сме тие, музичарите, кои треба да го промовираме денешното време за да остане на наредните генерации. Мануа, после колку години се враќаш на македонската сцена? Поодамна немам настапувано во Македонија.
мојот последен солистички концерт на Охридско лето беше во 2001 година. Така да ова ми е, еве. Дали тоа значи дека ги забораваме нашите еминентни македонски уметници кои се раштркани низ светот? Америка е многу далеко, прво. Второ, мислам дека има и едно и друго. Една е мојата страна, каде што јас се посветив скоро 10 години на своите деца. Сега се тие веќе тинејџери и сега имам многу повеќе време јас лично како уметник да се занимавам со тоа што го сакам. И толку многу брзо се менуваат работите во Македонија, во секој, да кажеме, во секоја област, да дури ако го успоставите контакт со некого со кого што еве не ве заборавил после толку години, после тоа некако тоа се брише и како да не постои. Меѓутоа јас сепак се навраќам на тоа. Ние треба да се враќаме дома, да свириме дома, дека сепак ова е, како да ви кажам, ова никогаш не сме да се заборави, дека ова е нашата родна земја. На сите нас музичарите, кои ни има многу посветив. Многу посветив. Многу сум среќна што бев поканата на Охридско лето оваа година. И многу ми значи што ќе донесам еден врвен виолиниста, а особено ми значи што овој врвен виолиниста кој ќе свири, кој снима со Лондонска филхармонија. Неговиот дедо 1975 година има свирено на Охридско лето. За него е ова една огромна чест и со нетрпение чека да дојде во Охрид. Мануа, ги споменавте вашите деца, имате 2 ќерки. Ги насочувате да продолжат по истите стапки на истите ваши стапки? И со имаат такви двете музички предиспозиции? И двете имаат музикалност во себе. И двете имаат музикалност во себе, меѓутоа и двете завршија основно музичко училиште. Едната свиреше чело и саксофон, виолончело и саксофон, а другата свиреше клавир и труба. И двете имаат култура на однесување кога одиме по концерти и театри. Дали ќе се насочат да бидат музичари, не сум сигурна. Меѓутоа знам дека мисијата во која што и јас и мојот сопруг се заложуваме да бидат љубители на уметност и да бидат постојани поддржувачи на уметност во било која сфера. Колку нашите македонски уметници се признаени и ценети надвор од границите на државата? Јас мислам дека дури и секој уметник, независно дали е тоа од нашата држава или од нашиот град, во денешно време многу од нас треба сами да си го малку кроиме и патот, што се века. Ценетоста потекнува на некој начин и почитот кон државата исто од кај што потекнувате, а тоа сепак зависи од нас, кои сме веќе долги години во странство, преку нас, како музички амбасадори, да ја пренесуваме музичката култура, музика. Јас имам многу пријатели кои се запознаени со Македонија и македонската музика поради мене. И јас мислам дека сме ценети баш заради тоа. Секогаш почнува од човекот. Дали тоа значи дека македонската култура најдалеку се слуша? Јас би рекла да. Јас би рекла да, и секогаш има прекрасни луѓе кои не само за музиката, него и за кујната, за поднебјето, за народот, за традициите раскажуваат. И мислам дека има прекрасни спомени кај странците кои дошли и ја посетиле нашата земја заради луѓе како нас кои живеат веќе долго во странство. Мануа, имате трема пред настапот на Охридско лето? Имам голема трема бидејќи настапувам дома. Секогаш кога доаѓате дома, чувствувате една голема одговорност затоа што сепак тука сум растена, тука сум едуцирана, тука луѓето гледале во мене пример, дури помалите генерации гледале во мене пример како тие да свират на сцена или да свират со оркестри или со камерни ансамбли. Имам, меѓутоа сум многу горда што ќе успеам да оваа година да настапувам на Охридско лето.
на крајот ќе зинам и во вашиот приватен живот. Вие сте во Соединетите Американски држави, живеете, вашата сестра живее исто во Соединетите Американски држави, а сепак чувствувате некаква топлина кога сте во државата. Што би ве натерало да се вратите во Македонија? Или дали воопшто некогаш зборувате со вашите две ќерки дека ова е вашата матична држава, меѓутоа за нив Соединетите Американски држави е нивната татковина? Да. Ние секое лето, јас имам голема среќа, јас работам во едукативен систем, имам голема среќа што летата ми се слободни, поголем дел од летата. Нема лето од кога се родени девете девојчиња да пропуштиме да не сме дојдени тука. Мојот сопруг може да работи од секаде и тоа е голема среќа. Двете ќерки зборуваат течно македонски, растат во македонско семејство со македонски традиции и се многу горди од каде потекнуваат нивните родители. Во моментов се уште се чувствувам во еден ек на позрела кариера и стварање онаму каде што почнав, а тоа е Њујорк. И не можам да кажам со сигурност дали може би за неколку години би сакала да дојдам во Македонија и да си останам тука. Дека сме поврзани со Македонија и јас и моето семејство и мојата сестра и низиното семејство, тоа е точно ние. Секоја година без исклучок ја посетуваме нашата земја.